уште една еден на еден и уште една еден на еден надвор од студио. Повторно имаме еден на еден специјал. Имавме гостин кој гревот е да се пропушти на овој начин, на малку по-долго интервју, каде што ќе имаме повеќе време да си правиме муеве за разлика од оваа студиската верзија, каде што сме поограничени нели во временски рамки. А тој гостин кој што не натера да излеземе во студио е Милан Лане Гутовиќ. Добре дојде во Скопје. Боле вас наше. Милан Лане Гутовиќ, легенда, нема да трошиме време во објаснување кој како зашто. Ќе си почнеме прво од Скопје. Еве се наоѓаме во Водно, во прекрасниот хотел Панорамика. На што ве потсетува Скопје? Скопје нешто ме потсеќа, па изградило се на еден начин на кој нисам очекивao да ќе да се изгради. Ali vidim da je to neka moderna arhitektura koju ja priznajem, ja baš i ne poznajem baš toliko arhitekturu da bi u njoj mogao da uživam. Ali ja više uživam u ovim starim kućama, starim zgradama i svemu to. Бевте на площад? Во последниве 4-5 години сте биле? Bio sam... Тоа е доста променет. Jeste, tu se menjalo, ali sve promene, počeo sam da primećujem da su mi sve promene uglavnom na gore, a nijedan nije na nešto lepše, na nešto bolje i tako dalje. Samo jest. Žica, staklo, beton i to je početak i kraj. Така, има некои пријатели со кои што кога доаѓате обавезно се слушате, има некои такви луѓе? Imam prijatelja Gorana Sokolova, on je radio na televiziji i poznajemo se godinama, smo prijatelji. Kažem, imam dosta još prijatelja, mrzim me sada da se prisjećam, a čak sam i studirao sa nekoliko, Kiro Andonov je recimo bio moj drug sa akademije, bio stariji nešto od mene, onda dosta sam imao drugova koji su... Значи, генерално за Скопје убави работи ве поврзува, така? Тоа е одлично, тоа е одлично. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Прочитај повеќе.
Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември all inclusive во Анталија од 245 евра и ултра all inclusive од само 336 евра. А може и кушедаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Живеам за безгрижните моменти поминати со најблиските. Уживам во животот. Барав стан во кој ќе бидам сигурен, изграден да трае, кај што знам дека децата ми се безбедни и каде имам врвна изолација, а сакав и изведувачот да ми ги исполни сите желби. Фала Богу ги имам, не дека не. Со еден збор ми требаа професионалци. Затоа ги одбрав Golden Art. Затоа што овој пат ми требаше дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ве очекував. Мислам, како да не го очекувам, секоја недела доаѓате тука и јас ви кажувам збор на денот, вие се правите дека не го знаете, додуша стварно не го знаете. И пак ќе ви кажам нов збор што не го знаете, само да ја пуштам мачкава да си оди. Ај. Стани докторка и направи го светот среќен. Баба ти посебно. Сум сгрешил. Не било були тампеш, било били тампеш, што на банту јазикот значи супер сон. Значи не добар, не просечен, одличен супер сон. Били тампеш. Баш таков сон сонува вчера. Сонував дека постои совршен чај и сабајле се разбудив и видов дека било вистина. А па завчера сонував еден исто таков сон. Јас и Ријана и ние као демек седиме заедно во соба. Фала ви. Ајде вака да почнеме од Шоиќ, Сречко Шоиќ, што е нели ликот кој што ве дефинираше на некој начин професионално и сите тие проекти многу во кои што ние уживавме од Тесна кожа и Бела лаџа и така натаму и така натаму. Како е всушност настана ликов? Зошто баш такви бркови, зошто баш вегите такви, како од кај инспирацијава? Ови Сречко Шоиќ е метаморфоза едnog лика кој е игран 68-9 године. Се градал, значи. Он се градио и звао се у почетку Гилиć, па се онда звао, не могу да се сетим како... Сречко, Гилиć, Сречко, оваков. Овако и онако и на крају завршио код господина Павиća, он ga je nazvao Šojić. Tako i autorizovao to njegovo ime i vi ga znate, tog Šojića, znate iz filmova Tesna koža, nekoliko, onda iz ove serije Bela lađa i tako dalje. Da. Ja pretpostavljam da će on da živi i dalje kao tip, jer sada spremaju seriju, neku novu, šta je, koja će da se zove verovato Gilić, eto, nek se vrat zove opet Gilić. Tako da će njegov život da se nastavi, ali ne znam, kao Džukela neće se menjati, a kao ime i prezime, pošto već igramo ukrađenu ličnost ovde. Predstava, da. Ovde može da krade ličnosti koliko bude žele. Može. Eto da je to. Ликов вака да биде со такви бркови, имаше варијанта да има пример за сукани бркови, некојаш се
Се збореше какви да бидат брковите. U svom nukleusu on je imao zasukane brkove. Добро. Gospodin Nikola Simić me je postavio na stolicu ispred u šminkernici. Tako je nastao ova maska, o tome govorim. I počeo da mi lepi prvo brkove. Ja nisam ni vidio kako ja izgledam. Počeo da mi lepi jednu vrstu brkova, drugu ne valja, to ovo ne valja. I onda je zalepio neke velike takve brkove kao što vi kažete za frčilu. За сукани. Za sukani. Како god се делчи. Onda je gledao u ogledalo, pošto je on video ogledalo, uzeo makaze i štricnuo ona dva brka. I ostao je ti brkovi koji su do sada aktuelni. A onda je jedan par od tih brkova koje mu se nisu sviđali, koji nisu bili isečeni, digo i zagačio, zalepio mi ovde umesto obrova. Onda i to skratio i tako su ostale one spojene obrove i ti brkovi. Onda naravno to izmišljao tamo sa frizurama. Ali autorizacija te frizure, te karakteristične frizure, sigurno pripada pokojnom Nikoli Simiću. Како лик, како име, презиме Сречко Шујич е запишан негде како, да речеме, ако некој го ископира, да може да го тужите, да ви кажете, чекај бе, ова е заштитен. Ne, nije on. А нема такви работи? Zato što je cilj i serije, i filma, i uopšte cilj uopšte fundiranja tog lika je da se ljudi zabavljaju, smeju se, ko će tužaka oko toga. А и за колегата малку Никола Симич, кој беше Димитрije Пантич, нели? Тој 2014 за жал не е од 2014 повеќе со нас, но чисто како позитивно некое сеќање. Каков беше како колега, тоест кои беа најпозитивните особини негови како колега глумец? On je bio rođeni komičar. On je bio čovjek kome je šala i tako smeh. On je bio satkan je bio toga. I zad kamera, i pred kamera? I za kamere, i za kamerom i tako dalje. I on toliko je imao, sad mogu slobodno da kažem, pošto je nije neukusno je hvaliti nekoga kada je živ, jel tako? A kada umre, onda možeš da pričaš o njemu šta hoćeš. Ali ja ovoga hvalim. On je toliko tih rešenja imao za te humorne scene, da je, ja mislim, svojom maštom prevazilazio reditelje. I pisce i reditelje. I dopisivao je i sve to. Na lice mesta. Na licu mesta, pa da. Zato što je čovjek bio takav, bio je igra, on je živ čovjek, bio zaigran, onako pun energije i tako. Значи имаше моменти кај што бевте фасцинирани чисто како бре ти текнува човече вакви работи, свака част. Бивало toga. Одлично. Ali znate kada jedan čovjek postaje, ja govorim o tehnologiji lika koje je on pravio, kako je on pravio likove. Kako se gradile. Kako je on objašnjavao sve to. Okay. Kaže, kada čovjek postane profesor, na primjer, on za asistenta uvijek uzme nekog ko je malo manje pametan od njega, malo da bude malo gluplji od njega. To i su direktori je tako? Upravo to je on objašnjava. Kaže, pa onda, pošto taj glupi nadživi profesora, on ovoga profesora skloni, postane on profesor. I pošto je takav profesor, uzme asistenta koji je malo gluplji od njega. Pa onda taj gluplji postane, pošto ovo je ovdje, on postane profesor. I tako je dok dođe do onog totalno glupog ovoga, koji je toliko glup da ne prepozna da je uzeo pametnog asistenta.
И се враќа циклусот од I ново. ciklus se vraća. Значи има спас. Eto to. Не треба To да je neka очекуваме. vrsta recepture. eto. Само да чекаме да дојде доволно глупиот. Добро, и тоа држи. Каква ви е впечатокот, како ви е да речеме за млади актери во однос на, мислам не знам како е во Србија, ќе ми кажете, во однос на тоа работна етика, имаме тука барем кај нас впечаток дека порано имало повеќе професионалност. Повеќе се држеле до тие некои норми, да ги кажеме. Сега во денешно време све помалку и помалку има. Pa, sve se to promenilo. Promenilo se tako da to što se zove radna navika, sada to se više ne može uporediti sa onim što smo mi zvali radna navika. To što smo mi, kako smo mi bili disciplinovani, naravno da smo mi bežali od discipline. Tako ovi klinci ne da ne podnose tu vrstu discipline, nego da oni uvode nova pravila, I mislim da bi to mi možemo da se složimo sa tim ili da se ne složimo, ali u svakom slučaju mi amatori moramo to da trpimo. Dobro. To je neminovno. Evolucija, to je Evolucija, da. Kaže, kada su Sophie Loren pitali koja je razlika između starosti i mladosti. Kaže, star čovjek je iskusan čovjek i on zna šta može da, kako nešto može da se uradi. Da li nešto može da se uradi ili da nešto ne može da se uradi. I to što ne može da se uradi, on to i ne počinje. A mladi, kaže, ljudi, oni to ne znaju. I oni počinju da rade ono što ne može i uspeju. A? Hrabroста ја имаат, барем ако ништо. Да. Еден на еден, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. А со која професија највише ви идемувате? Pa najviše se viđam sa jednom profesijom koja ne postoji, a to je pecar, ribolovac. А, супер, да. Sa njima se najviše viđam. Сте страствен риболовец? Ništa ne radim se strasno. Mnoge moje strasti zadovoljim radi u kupatilu nego kao što je pevanje, recimo. Pod tuš. Pod tušem pevam i tako dalje. Kažem, ne radim ništa strasno toliko, ali moja ljubav prema pecanju je više ljubav prema samoći nego prema... Poiši je kako joga, kako meditacija. Tako to. А имате некоја, нели сите, не сите, ама риболовците од прилика секогаш имаат по една-две приказни што им се врват на риболовната кариера. Имате вие така некоја кај што сте фатиле нешто толкаво? Nisam ništa uvatio. Lagao sam i više za veće komade, ali nisam imao te uspehe, nisam. Sad sam pre 2 meseca ili 3 meseca bio na Zelandu i pecali smo Novom Zelandu, da. Dobro, mnogo далеку за риба. Ali i pecao sam tamo, išao sam da igram predstavu. A, dobro. Ali sam i pecao. I onda su nas izveli na okean i na čamcu tom je bio kalibrator, odnosno mera pod koliku veličinu ribe, koje vrste možeš da uloviš. Така. Znači, zubatac je bio ovoliki. Тоа значи дека Ovoliki zubatac je kod nas, da mene srce bolelo kad sam god morao da bacim, da vratim nazad u okean onu ribu. Ali nisam smeo da je zadržim. A zakon ima takov, ne sme da... Zakon, evo, oduzme i čamac i ide se u zatvor. I ribata i сега за... Da, masu, da. Реални шоуа. Која ви е општо ставот за реални шоуа? Ако публика, пример, ги бара, а ако гледаме рейтинзи, ги бара, така? Рейтинзите им се високи, да речеме. Дали треба телевизиите да речат не ги даваме, ако ги бара публиката, не интересира тоа, не ги даваме заради тоа и тоа. Или народ треба да му се даде тоа што си го бара и крај. Sad ću te kažem nešto, a i ova priča opet ima od Kulina Bana i njegovih dana, kako kažem. Mi smo živjeli u sistemu u kome vi ne pamtite taj sistem, ja govorim o socijalizmu, onom sistemu kada je Tito bio živ još. U sistemu u kome se
u kome su televizije bile dotirane, bile su plaćene od države, iz budžeta. Државна фирма, телевизијата. I televizija je imala jedan deo aktivnosti koji je imao zadatak da narod, širu masu, nauči nečemu, poduči. Imali su edukativni karakter i taj edukativni karakter nije zarađivao neke pare. On nije mogao da zarađuje, a nije imao ni potrebe da zarađuje pare kada je iz budžeta to plaća. Sada, sistem se promenio. Sada televizije pripadaju privatnim licima i to privatno lice želi da zaradi novac. Zato je otvorilo televiziju. Je li tako? Kako da zaradi novac? Pomoću nekog edukativnog programa neće imati 2 gledalca. A pomoću ovih šova, kako se to zove, realitija i tako dalje, on ima ogroman broj gledalaca i zarađuje pare. Ги продава на рекламерите. Reklamni deo, da. I potpuno je prirodno da se i urednici biraju na taj način da se nađu neke interesantne ličnosti, a te interesantne ličnosti su uglavnom pevačice ili tako nešto, neki estradni... A kaj je тука јавниот сектор? Или? Tanko. Nema tu javnog sektora. Kakav javni sektor? Nema tu. Значи, генерално осудени сме да имаме тоа што народ го бара. Тоа е тоа. Тоа jeste, da, to. И нема ништо спорно тука. Kao na svadbi, onako. Да. Точно. Ај, онаа мојана. Да. Имате ли нешто работено пред актер да видите, глумец? Зборам онака професионално за плата. Сте работеле друго? Radio sam mnoge poslove i pre ovog posla, pre nego što sam počeo da se bavim. U stvari, već počeo sam paralelno da se bavim drugim poslovima pre nego što sam se bavio glumom. Ali utvrdio sam sad, pošto to možda nije odgovor na to pitanje, ali mislim da je ovo najlakše zarađen novac, glumački. Da. Zašto? Meni je najlakše. Dobro. Po vaš karakter? Po mom karakteru, da. Ovo je bukvalno onako brz, nezaslužen uspeh. Tako ja, a to je moj san životni. Ама како па насмевките сите на представа, аплаузите и тоа е некаква заслуга, нели? Ali, kad ja vas zasmejavam, ja zasmejam i sebe. Аха, така? Znate, ja bih po pravilima, po nekom poštenom... Вие уживате, не уживаме. Da. Ама на крај парите... Da je i kod mene nekog poštenja, ja bi trebalo da platim ulaznicu. Аха, малце барем. Možda ne ceo iznos, ali bar jedan deo. А вистина ли велат дека кога лане дава цена, треба да си земеш кардиолог со тебе, демек да не те удри срце? Pa, ja ne naplaćujem ovo što radim, nego tražim koliko mi treba. Pa ќе се најдеме на пола. Ќе направиме нешто. Ne, nećemo da se nađemo na pola. Ne? Sad ću da kažem zašto. Не попуштате, пример? Moja cena ima karakter presude. Аха, тоа е тоа. Судијата го кажа своето. А тоа се убавите страни на актерството. Мора да има и некои негативни, веројатно. Нека се и 5% од 100% мора да има малку, така? Ima. Evo sad ću da kažem. Meni je zanimljivo da igram jednu predstavu, recimo 20-30 puta, 40 puta. Ajde sad. Ама толку. 40 puta. I tu je već kraj. Toliko mi je dosadno, ponavljam više. Iste rečenice, isto se. Po 1000 pati. 1000, a da nije bilo Nikole Simića, ja bi otišao davno iz bube uhu. Ali Nikola Simić je uvijek izmišljao neke gluposti nove, tako da je osvežavao to sve. Eto, to je meni užasno dosadno kad ponavljam 100 puta jedno isto. А да речем некоја има историска личност што би сакале да играте заради чисто ваш карактер, ваш кейф, пример баш би сакал да го играм, не знам кој таму. Ne. Не, а? Значи што и да е тоа? Ne.
Dobro, сте имале богата кариера, така да више. Ne, nije samo u pitanju bogata karijera, nego u pitanju shvatanje. Uglavnom, kako vreme prolazi, kako i istorija prolazi, naravno, čovjek doživljava te metamorfoze koje ga vode polako u starost. U zrelost. Jel se to zove zrelost? Pa, A ja sam mislio da sam star, ali ja sam stari zreo. Da. I kaže kako čovjek ulazi u starost, on napušta mnoge one dečačke zanose. Tipa. I kad bi trebalo da igra neku istorijsku ličnost, dete uglavnom zamišlja da bi trebalo da bude junak neki junak, heroj, nešto da on mače, vitla, krv, pa u ostalom deca se stalno igraju rat. A kada malo prelista to sve i kada se upozna sa herojima, uopšte kada i lično upozna nekog heroja, on shvati koliko je to u stvari da je heroj jedan običan junak, ništa više od toga. Да, и не е баш лесно да си херој. Па Сите очекуваат од тебе се, ајде. Ivo Andrić kaže da nikada ne bi volao da bude u ni jedan sekund, ni minut jedan u duši nekog heroja. Zašto? Sad ću da vam ispričam nešto što možda i nema vezu sa ovim, ali u dalekoj nekoj sferi ima dodirne tačke. Poučno je, sigurno. Nije poučno. Ne, dobro. Nije poučno, samo je priča, samo je anegdota. Ako je anegdota. Priča, jedan od tih južnoameričkih pisaca, hispanoameričkih pisaca, priča o svojim uspomenama iz detinjstva i kaže da pamti dedu koji je bio heroj nekog rata između Perua, recimo, i Argentine. Nekog rata koji je nama ovdje potpuno nepoznat, a koji ima ogromne žrtve i tako dalje. Oni su stalno tamo ratovali. I definiral granicite, se smenile работите. Su se to muvali oko tih granice, klali se, uvijali i tako dalje. I to se sad srećom završilo, ako se završilo. I kaže, ja pamtim moga dedu, opisuje ga, ima Stetson, šešir, čizme. I ja sam hteo stalno da spavam sa njim u krevetu, kod dede da spava u sobi. Ne u krevetu, nego u krevetu do dedinog kreveta. Kaže, i često sam ga viđao kako sedi u krevetu, a u zadnje vreme pred smrt sam ga video da se nije viđao da je sedeo u fotelji i nije se ni slačio. Sedeo je, kaže, sa šeširom, tim pantalonama, u čizmama i tako dalje i pušio. I ja sam pitao, deda, što ti ne spavaš? A deda mi je rekao, ne znaš ti, sine, kako to izgleda ubiti jednog pogrešnog čoveka. Jedan. A makar da se pobio pomeće. 1000 ljudi, to. ali je jednog upamtio. Pa sad ja ne znam tog heroja koji nije bio ubio bar jednog pogrešnog čoveka. А кај се тука политичарите, да речеме? И они прават такви милион грешки. И сигурно не им е лесно да спијат, нели? Само да кажам, гаранти нив им е тешко. Сега да не ги жалиме, ама па... Сигурно не е лесно да си... Političari su, prelazimo na ozbiljnu temu, političari su mnogo veći ubice od heroja. I ja mislim da političari ubijaju ne samo ovako fizički, otimajući, kradući i tako dalje, nego oni ubijaju i inkarnacije jednog čoveka, ubijajući ga duhovno. Evo, pomenuli ste malo čas ove realitije i pomenuli ste šove koji su besramni i tako dalje. To znači da ubije i duhovni svest jednog čoveka. Живееме нели брзо време социјални медиуми, интернет, такви работи, а вие велите дека си сакате у такво брзо време на интернет да читате енциклопедии. Што е скроз споро, хард копи, она што го вика, значи книга, нешто подзаборавено, младите генерации не ни знаат што е книга.
Tehnologija je prestigla čoveka. Ovo sve što mi sada, što vi kao voditelj sedite i gledate ove aparate, to je u vreme kada sam ja počinjao da se bavim ovim poslom, to je bilo potpuno nezamislivo. Naše kamere su bile veličine šifonjera. I to su se gurale RCA kamere koje su imale neke objektive koje su se okretali. To je bilo potpuno fizički se kakvi to je bilo, kablovi debeli kao ruka. Bio je čovek zadužen da vuče kabloman. Da, kabloman, jeste kabloman. Jeste, kabloman je bilo zanimanje. To i tako dalje. Od tada pa nadalje došli smo do toga da su kamere ovolitske, minimalne. E sad, čovek koji nije u stanju da prati tu tehnologiju, taj tehnološki brzi razvoj, on neminovno zaostaje za svetom koji je... Sakal on ili nećel? Da, tako je. On se ne pita. Da. Ali još jedan deo sveta se odvaja od realnosti. Znači, ostajemo mi koji smo zaostali, ali odlaze i ovi koji razumeju tu tehnologiju. I oni se odvajaju od nas. Jer oni prate tehnologiju. Oni mogu da prate. I mi se razdvajamo kao ljudi. Ja čitam enciklopedije da bi još više usporio život, a ne da bi ga ubrzao. Znači, da ga ubrzao, ne sa stiga? Pa ne mogu da ga stigam. Ne mogu, on me već prestigao. I zato tvrdim da je čovek na taj način prestaje da postoji kao biološka vrsta. Interesno. Стануваме Android. To što ja čitam enciklopediji, što usporavam, ima jedna priča koja je vezana za kugu u 13. veku. Bila je kuga, u Evropi 2/3 čovečanstva ili 3/4 čovečanstva je pomrlo. Ogroman broj pacova je bio u Parizu, ovamo. Kaže, u hronikama jednog samostana u Belgiji piše neki sveštenik, pop, prior, popa, to tko zna šta je. Piše, kaže, jednu noć, to je već 13. vek, kaže, čuo sam šum, otvorio sam prozor i video reku pacova koji su odlazili i skakali u vodu, u more. Begat. Nisu bežali. Izvršavali su samoubistvo. Gluvce? Da, jeste, on je to gledao. I kaže, to je trajalo 3 dana. Poludeo je taj, piše šta je bilo sve to. Nisu ulazili u kuće, nego samo su se ubili. Kaže, to je datum kada je nestalo kuge u Evropi. Znači da postoji jedan mehanizam u živim organizmima koji kada se mnogo namnoži, kao što se mnogo namnožilo ljudi, koji dovodi do nekog mehanizma koji ima karakter samouništenja. Restart. I mislim da je ova tehnologija naša pritisnuti restart. Da ga vratimo malce. Da ga vratimo na početak. Zato ja idem tamo kad se čovečanstvo bude vratilo na početak, ja ću da ga čekam. Одлично. Милан Лане Гутович беше тука, страшна чест ми направивте и се надам ќе ни се вратите пак, ама сега у студио. Ако Бог да. Да, живи и здрави. Ви благодарам. Да, да не го оставиме Лане без Good Nature, ова се најдобрите чајови од Македонија. Имаме од Витаминка и во Србија. Ги имате, си ги знаете, пакет производи од Витаминка исто така. Овде има Viva Premium сокови. Ова ни се најдобрите сокови. Ова е тешко. Нека седи тука, ќе ви го однесеме до кола. Да, ова беше Милан Лане Гутович уште еднаш. Благодарам. Хвала лепо.